коментарите од јавноста во јануари месец годинава донесена е одлука сите оние кои боледуваат од оваа ретка болест цистична фиброза да може да добијат парична доместок со цел за да можат полесно да ги платат лековите кои за жал имаат и обемен број на лекови кои треба секојдневно да ги примаат, односно терапијата која ја наложува оваа ретка болест е навистина голема, обемна, но и чини исто така скапо. По повод денот на цистична фиброза, Сдруженијето на болни од цистична фиброза вчера и денеска одржуваат и конференција на тркалесна маса токму тука во Скопје, каде што се разговара за тоа кои се лекови се најнеопходни и потребни за сите оние кои боледуваат од оваа ретка болест, како да биде полесен пристапот до овие лекови и исто така како и да им се улесни на членовите од да може да се ги приуштат овие лекови. Исто така претседателката на Сдруженијето за цистична фиброза Снежана Бојчин која ги застапува, односно потребите на овие лица, вели дека тие не се многу, бидејќи има околу 100 лица пријавени со цистична фиброза во државава. Но иако не се многу, се разбира, потребен е и регистар што ќе може да направи еден увид за тоа колку од нив боледуваат, кои лекови им се потребни да ги употребуваат во нивната секојдневна терапија. Па токму затоа денеска е вториот ден од оваа тркалезна маса, каде што ќе се изнесат сите проблеми и недостатоци во однос на тоа кои лекови се потребни за подобар и поквалитетен живот на сите лица заболени токму од оваа ретка болест цистична фиброза.